Во ова видео ќе ви ги прикажеме 10 држави во кои живеат несрекните луѓе. Во 2012 година, Обединетите нации за прв пат ја објавија листата на насреќни држави во светот, во која се врши оценка на нивото на среќа и квалитетот на живот. Во овој извештај се разгледуваат различни фактори за рангирање на земјите како што се бруто домашен производ по жител, ниво на корупција, социјална заштита и очекуван животен век. Освен споменатите фактори, најчесто поставувано прашање во анкетите е: генерално, колку сте задоволни со вашиот живот овие денови? Се бара да се оцени задоволството од 0 до 10. 0 означува целосно незадоволство, а 10 целосно задоволство. Ајде да погледнеме кои се најсрекните држави во светот. Нов Зеланд е познат по својата природна убавина, а жителите на Нов Зеланд се познати по своето гостопримство и пријателска природа. Земјата ги почитува личната слобода и индивидуалните права, поттикнувајќи чувство на автономија и дозволувајќи им на поединците да прават избори усогласени со нивните вредности и да живеат автентичен живот. Среќата на ова мала европска земја е мокна комбинација на економска сила, одлична инфраструктура и завиден животен стандард. Нејзините граѓани уживаат во придобивките од врвното здравство, образование и социјално осигурување. Сепак вистинскиот клуч за среќата во Луксембург лежи во значително високиот просечен приход.
Иако често се вели дека парите не можат да купат среќа, Луксембург му пркоси на ова со својот просечен приход на домаќинство од $78,310, надминувајќи многу земји во светот. Швајцарија е позната по својата природна убавина, квалитетот на живот и високото ниво на безбедност. Еден од клучните фактори што придонесува за среќа во Швајцарија е силното чувство на заедница. Друг важен фактор е посветеноста на екологијата. Швајцарија ги има едни од најстрогите еколошки регулативи во светот и постојано работи на изнаоѓање на нови начини за заштита на околината. Голем дел од среќата на граѓаните на Швајцарија може да се препише на незината стабилност и просперитет. Земјата има силна економија и функционална влада која обезбедува квалитетни услуги на граѓаните. Во Норвешка се направени значителни напори за подобрување на системот на социјална заштита, промовирање на социјалната еднаквост и искоренување на корупцијата. Интересниот норвешки концепт, наречен Friluftsliv, ја промовира вредноста на поминување време во природа. Тоа им овозможува на норвежаните да воспостават длабока врска со нивното природно обкружување, поттикнувајќи чувство на спокојство и исполнетост, што ги прави едни од најсреќните луѓе во светот. Шведските граѓани уживаат во високо ниво на економски просперитет и социјални бенефиции. Шведска исто така се рангира високо во однос на почитувањето на личната слобода и одржливоста на животната средина. Можеби најголема причина за среќа на швеѓаните е во силното чувство на заедница. Шведската култура е изградена околу концептот лагом. Филозофијата на лагомот е вреднување на умереноста и рамнотежата во сите нешта, од рамнотежата помеѓу работата и животот до грижата за животната средина. Како резултат на тоа, швеѓаните уживаат во висок квалитет на живот без многу стрес.
Холандското општество нуди високо ниво на лична слобода и пристап кон животот. Холандија има разновидна култура која е мешавина од традициите и обичаите на луѓето од целиот свет кои живеат таму. Холандија е позната по својата природна убавина со канали, ветерници и полиња со лалиња кои обезбедуваат чувство на среќа и покрај често облачното небо и дожд. Зошто Израел е едно од најсрекните места во светот? Израелците имаат високо ниво на лична слобода и ги почитуваат семејните вредности. Израел има силна економија, висок животен стандард и квалитетно образование и здравствена заштита. Исто така има богата историја и култура, како и голем број природни убавини. Одбројувањето во топ 3 го започнуваме со најслабо населената нордиска земја. Просечниот годишен приход од речи се $80,000 е еден од најголемите фактори за среќа на исландјаните. Како сите нордиски нации, и владата на Исланд овозможува правична распределба на ресурсите, поттикнувајќи го развојот на целата земја. Недопрената природа исто така е еден од клучните фактори за среќа на граѓаните на Исланд.
Неочекувано Данска задржа својата втора позиција во рангирањето на светскиот извештај за среќа од претходната година. Данските граѓани имаат силна доверба во општеството, владата и високофункционалниот систем за социјална помош. Се нуди бесплатни здравствени услуги, целосно субвенционирана грижа за деца и образование без школарина, а универзитетите обезбедуваат финансиска помош за студентите. Се тоа надополнето со неверојатната природа ја прават Данска едно од најпосекуваните места за живот. Шеста година поред Финска го држи приматот за најсреќна држава во светот. Финскиот народ игра клучна улога во негувањето на чувство на среќа во нивното општество. Според финскиот филозоф и психолог Френк Мартела, финската среќа лежи во нивната способност да ги ценат малите нешта во животот и нивната тенденција да се фокусираат на личните исполнувања, а не на споредбата со другите луѓе. Ниту една балканска земја не се наоѓа во првите 20 најстрикни земји во светот. Најблиску на 22-то место со просечна оценка 6,65 се наоѓа Словенија. Продолжение, погледнете го рангирањето на останатите земји од Балканот.
Претплатете се на нашиот канал и во коментар напишете кој од овие земји би ја посетиле или би живееле во неа.